Евиденција на извршени стоматолошки услуги врз пациенти. На главно мени. Примарна работа. Избирате пациент. За сите корисници кои првпат се соочуваат со програмата MyMouth, потребно е да се напомене дека најголем дел од работата во програмот се извршуваат во стоматолошки третман. Во горниот лев агол се прикажани податоците за избраниот пациент. Делот во црвено представува стандардна шема на распоред која се среќава на секаде во програмата. Таа шема се состои од листа со сите досега извршени услуги на пациентот. Во моментот немаме извршени услуги, па затоа листата е празна. Во средина се функциите за работа, додека во долниот дел се наоѓа детален приказ на соодветната услуга. За попрегледна работа со услугите, во горниот дел имаме визуелен забен приказ. Постојат неколку начини на внесување извршени услуги на конкретен пациент. Пред отпочнување со постапката на внесување извршени услуги, по потреба се подесува лекар кој е извршил услугата и реден број на амбулантен дневник, каде таа услуга ќе биде евидентирана. Прв начин – внесување на интервенција преку листата на употребувани услуги. Избираме услуга. Ги пополнуваме полињата. Диагнозата представува задолжителен податок. F10 за трајно запишување. Програмот испраќа податоци за соодветната интервенција до мој термин, при што добиваме повратна информација преглед идентификатор. По добивање идентификатор, лекарот и бројот на амбулантен дневник се заклучуваат и до крајот на оваа сесија не може да се менуваат. Максималното време траење на сесијата е 30 минути. Да напоменеме дека при пријавување на нов пациент во порталот на Фондот за здравство, услугата преглед прва посета со шифра 567 мора да биде евидентирана како прва услуга на тој пациент. Вториот начин на внесување може да се изврши со десен клик врз соодветната сликичка, при што се појавува категориско мени каде ја бирате соодветната интервенција. Сите болдирани услуги представуваат приватни услуги. Избираме услуга. Потоа постапката е иста. Ги пополнуваме полињата. F10 за трајно запишување. За пример ќе внесеме уште една интервенција. Во 3-месечниот извештај за статистика на болести се евидентираат само услугите обележани како прв преглед во полето вид на здравствена услуга. Третиот начин за внесување се врши преку копчето F5. Овде е карактеристично тоа што по изборот на шифрата на услугата задолжително треба да притиснете Enter за да се прикаже партиципацијата. Останатиот дел од постапката се повторува. Услугите како чистење на забен камен каде што не може да специфицираме одредено запче ги имплементираме преку крупчето обележано во црвено. Доколку сакаме да промениме било кој податок за одредена интервенција го користиме копчето F6. Во нашиот пример ја менуваме диагнозата на услугата тешко вадење на зап. По извршените промени F10 за трајно запишување. Постојат специфични чекори за специјалните услуги препишување на боледување, издавање на упат и издавање на рецепт. Препишување на боледување. Ги пополнуваме податоците. F10 за трајно запишување. Меѓутоа постапката се уште не е завршена. На копчето печатење на боледување потребно е дополнителни да се пополнат одредени податоци за пациентот. Ги пополнуваме полињата. На крај во ред. И продолжувате со печатење. Упатување на повисоко ниво на заштита. Избираме вид на упат, во нашиот случај специјалистички упат. Избираме здравствена установа. Избираме диагноза. Потоа на пополни податоци се наведува причината за упатување.
F10 за трајно запишување. Постапката се уште не е завршена. Ја селектираме услугата. Потоа на копчето испрати се појавува специјализиран дел за испраќање упат. Во нашиот случај се работи за регуларен упат со термин. Со двоен клик избираме термин. Со тоа постапката е завршена. Освен регуларен упат со термин, во установата преку паѓачко мени може да изберете и друг тип на упат без термин. Во тој случај задолжителни податоци за внесување се код заитност и причина заитност. Предходниот пример се однесуваше за специјалистички упат. Постои и упат за рентген диагностика каде има мала разлика во постапката на упатување. Разликите се следни. Наместо специјалистички упат избираме рентген диагностика. Избираме здравствена установа со работна единица РТГ, тоест област апарати. F10 за трајно запишување. Во делот за испраќање. При избор на термин дополнително се избира и услуга за снимање. Препишување на лекови. Избирате лек. Лековите во зелено се лекови на позитивната листа на Фондот за здравство. Ги пополнувате потребните податоци. Податоците во сино се задолжителни податоци. За лекови препишани од специјалист задолжителни се и овие полиња. Во извршена терапија се внесува дозирањето. F10 за трајно запишување и потоа испрати. Тоа е се.